Добро вечер. Време е за уште едно издание на Урбаните вести. Во продолжение погледнете што ќе видите во нив. Конгресот на Меѓународната федерација на кинотеки и филмски архиви од 4 до 10 февруари во Ману. Промовирана мобилна апликација за барање работа. Министерот Спиро Ристовски во посета на основното училиште Кочо Рацин во општина Петровец. Ке се гради кружен тек во Порта Влае. Министерот за образование и наука Спиро Ристовски и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски денеска беа во посета на основното училиште Кочо Рацин во Петровец, каде се запознаа со текот на градежните работи околу новиот објект на основното училиште, кој треба да биде завршено за 15 месеци. Истото се гради со средства од Светска банка. Ќе има 27 училници со капацитет за 680 ученици. Прилог на Томислав Атанасовски. Градежните работи околу изградбата на новиот објект на основното училиште Кочо Рацин во општина Петровец е во полнек. Само пред неколку месеци започна да се гради новото основно училиште кое треба да биде завршено за 15 месеци. Денеска министерот за образование и наука Спиро Ристовски и градоначалникот на општина Петровец Борче Митевски извршија увид во активностите за изградба на новиот училишен објект кој ќе се гради на површина од 3500 метри квадратни. Новото училиште ќе биде на 2 ката и ќе има вкупно 27 училници со капацитет за 680 ученици. Денеска заедно со министерот за образование и наука го посетивме објектот каде што градиме училишна зграда. Училишната зграда е со големина од 3500 метри квадратни на приземје и спрат. Ќе имаме 27 училници. Во тие училници со капацитет на 680 ученици. Општина Петровец во изминатиот период вложуваше во образованието и не само во образованието, неко и во инфраструктурата на својата општина. Министерот Ристовски изрази задоволство што за релативно краток период во општина Петровец се реализира уште еден капитален училишен објект. Најпрво би сакал да го изразам моето лично задоволство како министер за образование и како представник на владата, затоа што за релативно краток период повторно сме во општина Петровец за да направиме увид на тоа како се реализира уште еден капитален објект во рамки на општината Петровец. Имено да ве потсетам, само пред неколку месеци ние во рамки на оваа општина како инвестиција на Министерството за образование и наука пуштивме во употреба заедно со претседателот на владата новата спортска сала, односно училишна спортска сала, која што беше целосно изградена од Министерството за образование и наука, и на мое задоволство градоначалникот и целокупната општина Петровец покажа исклучителна интензивност во своите активности, обезбедувајќи со поддршка на владата дополнителни средства од Светска банка за изградба на комплетно ново училиште, основното училиште Кочо Рацин, со што практично во изминатите неколку месеци се започнаа активностите за изградба на ова училиште, се оди со одлична динамика и јас очекувам во најбрзо време истото да биде финализирано и завршено, односно во истото да што поскоро се чуе ученичкиот жагор, жагорот на децата, односно жагорот на радост и среќа во новите училишни простори. Пред само неколку месеци беше пуштена во потреба и новата спортска сала во ова основно училиште. Со изградбата на овој капитален објект се обезбедува комплетно за окружување на целокупната училишна инфраструктура во рамките на општина Петровец. Во изминатиот период општината инвестираше во реконструкција и санација на сите подрачни училишта во рамките на територијата на општина Петровец. Во изминатиот период општината инвестираше во реконструкција и санација и на подрачните училишта во рамките на територијата на општина Петровец. Од информација до кариера е мотото на проектот со кој ќе се мотивираат младите да си најдат работа. Министерот за труд и социјална политика Диме Спасов на денешната промоција на мобилната апликација рече дека со ова на младите невработени лица ќе им се овозможи брз пристап до информациите за слободни места на пазарот на трудот. Пракса, работа и волонтирање
Prv.mk е првата мобилна апликација наменета за млади, на која може да се најдат информации за вработување, стекнување работно искуство, волонтирање, но и за активните мерки и обуки за вработување. При промоцијата на алатката, министерот за труд и социјална политика истакна дека со ова на младите невработени лица ќе им се овозможи брз пристап до информациите за слободните места на пазарот на трудот. Мотото на проектот е од информација до кариера, а Спасов смета дека со информациите кои ќе ги имаат младите ќе започнат кариера. Апликацијата ги дава сите информации за сите отворени огласи, за сите работни места, но и за активните мерки и политики за вработување. Прашањето за невработеност е на вистина крупен и голем предизвик на кој што мора да одговориме. Изминатите години преку низа реформи во повеќе сектори, во со економските реформи, со привлекувањето на многу нови инвестиции, се повеќе фабрики и индустријски капацитети се отвараат во нашата држава, меѓутоа исто така и со активните мерки и политики за вработување на вистина се придонесува за зголемување на вработеноста во Република Македонија. Со брза, навремена и релевантна информација сакаме да ги поттикнеме и младите, меѓутоа и сите граѓани кои што бараат работа да дојдат до иста, да добијат навремена информација за сите можности кои што ги имаат во државата, за сите огласи кои што се отворени за вработување, меѓутоа исто така и за активните мерки и политики за вработување, за обуките кои што ги нуди агенцијата за вработување. Постојаниот представник на УНДП во Македонија Лиза Винтон истакна дека оваа алатка, која е првенствено наменета за младите, е важна не како што рече само поради клишејата дека на нив останува еднината, туку што голем дел од нив се невработени. Апликацијата ја изготвиле студенти од Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство Финки. Деканот на Финки Димитар Трајанов рече дека апликацијата треба да се инсталира, но има и веб страница. Креиравме Social Innovation Hub, чија што цел е да решава и да се занимава со проблеми кои што се на обичните граѓани. Што е визија за тој центар е да ги насочиме младите луѓе, нашите студенти, да размислуваат и да креираат собствени продукти и апликации. Prv.mk е еден таков продукт кој што е комплетно развиен од студенти на нашиот факултет. Во принцип се работи за многу едноставна апликација која што ги покажува информациите кои што му се потребни на корисникот. Заедно со апликацијата постои вебсайт, кој што исто е prv.mk, на кој што има поголемо количество информации, можете да внесете многу повеќе детали, и да видите на еден поголем екран све оно што е потребно. На кинотеки и филмски архиви. Крис Лароа денеска уствари средба со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, при што го најави 70-тиот конгрес на Меѓународната федерација на кинотеки и филмски архиви, кој ќе се одржува од 4 до 10 мај во Македонската академија на науките и уметностите. 17-тиот конгрес на Меѓународната федерација на кинотеки и филмски архиви ќе се одржува од 4 до 10 мај во Македонската академија на науките и уметностите. Домакин на 6-дневниот настан ќе биде кинотеката на Македонија, која во федерацијата полноправно членува од 1993 година, а организирањето на овој значаен настан го доби на конгресот пред 2 години. Министерката соопшти дека конгресот е исклучително значаен настан за Република Македонија и му се заблагодари на председателот на Меѓународната федерација на кинотеки и филмски архиви Ерик Лероа за укажаната доверба кон државата и кон кинотеката на Македонија. Овој настан, како морам да кажам, исклучително значаен за Македонија, е влезен и во годишната програма на Министерството за култура, која што беше неодамна објавена. Сметам дека и изразив голема благодарност до председателот на Меѓународната асоциација за оваа голема доверба кон нашата држава, се разбира, и кон кинотеката на Македонија, да
овој 70-ти поред меѓународен конгрес се реализира во Република Македонија, значи во Скопје. Истиот настан ќе се реализира од 4 до 10 мај. Како што и денеска бев информирана, значи настанот ќе се реализира во Македонската академија на науките и уметностите. Ќе има, се разбира, и целосна програма за овие неколку дена. Во постојани контакти со кинотеката за подготовките на конгресот во Скопје е председателот на Меѓународната федерација на кинотеки и филмски архиви Ерик Лероа, кој денеска имаше средба со министерката за култура Елизабета Канчевска-Милевска, на која присуствуваше и амбасадорката на Франција во Македонија Лорен Соер. Тој се заблагодари за посветеноста на кинотеката и на Република Македонија околу организирањето на конгресот, кој, како што рече, е многу важен за ФИАФ и се одржува еднаш годишно. За Меѓународната федерација на филмски архиви, кој што ја представам како председател, тоа е еден момент кој што е многу важен за нас во историјата на нашата федерација, поради тоа што имаме еден годишен конгрес кој што се држи во различна земја секоја година. И оваа година тоа ќе биде Македонија, и тоа е многу важно за нас да можеме да откриеме еден важен дел од филмската историја во вашата земја, и тоа ќе ни овозможи на нашите члени да ја откријат вашата земја од една страна, работата што ја водите во областа на културното и филмското наследство, но исто така да се пристапи преку симпозиумот, да се пристапи еден важен аспект, еден многу важен аспект од историјата, односно на филмот, односно Првата светска војна. Симпозиумот во рамки на конгресот ќе биде посветен на 100 годишнината од почетокот на Првата светска војна и во 6 дена ќе има вечерни проекции на ретки архивски материјали, некои и невидени во јавноста, кои ги посетуваат кинотеките низ светот, а се однесуваат на тој глобален историски настан. Програмата ќе биде збогатена и со ретроспектива на македонски филмови. Директорката на кинотеката Мими Ѓорѓовска-Илиевска рече дека е привилегија за кинотеката да го организира 70-тиот конгрес на Меѓународната федерација на кинотеки и филмски архиви. Соопшти дека за симпозиумот посветен на Првата светска војна е објавен конкурс за апликации на архиви, кинотеки кои би учествувале на конгресот. Примени се околу 30 апликации. Треба да се направи селекција, зашто не ќе може сите да бидат ставени поради временските ограничувања. Се надевам дека ќе има плодна дискусија, значајна не само за филмските архиви и за историските стручњаци кои истражуваат, туку и интересно за јавноста, зашто ќе има проекции на филмови во Кино Милениум, кои ќе ги добиеме од нашите колеги, рече Ѓорѓовска-Илиевска. ФИАФ е основана во 1938 година и нејзини цели се прибирање, заштита, прикажување и промоција на подвижните слики на национално и на меѓународно ниво, развивање на соработката меѓу членките и обезбедување меѓународна достапност на филмовите и филмските документи. Градот Скопје со објавување на оглас за избор на градежна компанија ја отпочна реализацијата на проектот за проширување на булеварот Партизански одреди до новоизградениот кружен тек кај црквата Свети Петар и Павле во населбата Ѓорче Петров. Првата фаза опфаќа изведба на кружен тек со средишно зеленило на крстосницата на булеварот Партизански одреди со улицата Ацо Шопов кај Порта Влае. Заедно со новиот кружен тек ќе се постави и атмосферска канализација на овој дел од булеварот. По изведбата на овој градежен зафат, во наредната етапа ќе следува и проширување на булеварот Партизански одреди од десната страна, за да се добијат две коловозни ленти, средишно зеленило, велосипедски и пешачки патеки. Должината на целокупната траса изнесува 700 метри. Според објавените информации, градежните компании заинтересирани за учество во реализацијата на првата фаза треба да ги достават своите понуди до градот најдоцна до 18 март. Првично предвидената вредност на овој проект изнесува 59.322.000 денари или околу 960.000 евра, без вклучен ДДВ. Финансиските средства за новиот кружен тек се обезбедени од буџетот на градот Скопје.
Течат градежните активности за изградба на уште еден проект кој се реализира на барање на граѓаните од Кисела вода. Новоизградениот сквер ќе се протега на 400 квадратни метри во близина на економско-правното училиште Васил Латевски Дред. Комплетно хортикултурно и партерно уреден, со клупи, канделабри, јавна чешма и парковско зеленило. Просторот е поделен на два дела – парк со фонтана, чешма и детско игралиште. До крајот на февруари ќе им се обезбеди на дечињата од општина Кисела вода безбеден простор за игра и рекреација, а на нивните родители спокоен одмор. Проектот е изработен од проектантската куќа Инпума, изведуваче АД Пелагонија Гостивар. Се работи за комплетна инвестиција на општина Кисела вода во износ од 2.100.000 денари. Изградбата на овој објект представува наша обврска, бидејќи најмладите жители на општината и потребите кои тие ги имаат се секогаш приоритет за нашата граѓанска заедница, велат од општина Кисела вода. Германската Бундеслига со рекорден раст на приходите од 4,4% повеќе од претходната сезона. НБА лигата ги објави имињата на стартните питорки за престојниот All-Star надпревар кој ќе се одржи во Њу Орлеанс на 16 февруари. Следуваат рекламите, а веднаш по нив и вестите од спортот.